Добар ден на сите, освен на министрите во владата. Денеска тука дојдовме тројца луѓе повеќе, 24, затоа што 24 министри во владата уживаат на грбот на 540.000 работници. 24 министри во владата на денешната седница на владата треба да предложат измени и дополнување на законот за минимална плата ако сакаат да бидат за работниците, да се зголеми минималната плата на 600 евра и да се зголемат сите останати плати за разликата од претходната минимална до новата минимална плата или за најмалку 6.000 денари. Тоа што е клучно и зошто сме на улица. На улица сме затоа што законот за јавни собири предвидува дека 21 човек се доволни да им прават проблеми на функционерите и на газдите. 21 човек се повеќе од доволно да ги нервираат. Да ги нервираат исто така како што тие ги нервираат работниците 2 години, како што работниците не можат да врзат крај со крај на месецот. Аргументите кои ги изнесувавме минатата година на седниците на економско-социјалниот совет кои се одржуваа позади мене во оваа влада, не беа прифатени од владините представници и од представниците на работодавачите. Аргументите дека на секоја една компанија затворени 2 нови се отвараат. Аргументите дека бројот на вработени од последното зголемување на минималната плата во 2022 година до денес е зголемен. Аргументите дека им ствараме капитал на газдите помеѓу 5 и 10.000 евра на годишно ниво во нето износ. Аргументите како тоа што беше нивен најголем изговор дека работниците во Македонија не се доволно продуктивни и дека не може да ги зголемат платите затоа што нема доволно продуктивност или ќе ги зголемеле платите ако се зголемила продуктивноста. Тие аргументи меѓународната организација на трудот ги изнесе пред некој ден со кој се потврдува дека работник со 24.379 денари минимална плата заработува месечно 290.000 денари на газдата, на владата, на функционерите и на сите останати. Само 17% од тој колач се дава на работниците за плата. Ако има пари во државата, има, но не се правилно распоредени.